Два нови пункта за вакцинација утре започнуваат со работа во Тетово. Покрај досегашните во салата на медицинското училиште и во здравствениот дом, граѓаните ќе можат да се вакцинираат и во новите простории на музеот и во клиниката во село Порој. Токму имунизацијата на населението во моментов е приоритет во борбата со справување со COVID-19 на Тетовскиот кризен штаб, кој заседаваше по втор пат неделава. Заменик министерот за здравство Илир Хасани, кој присуствуваше на состанокот, вели дека Тетово порано го доживува пикот на четвртиот бран. Сметаме дека состојбата е доста да не кажам критична, меѓутоа е доста влошена во однос на епидемиолошката состојба, меѓутоа до сега е све под контрола. Веќе во Тетово го постигнуваме полека пикот на болеста, што не значи дека тој пик е постигнат во цела наша република. Тоа значи дека Тетово веројатно порано гори во однос на другите места. Таргетот ни е да вакцинираме, односно да ги зголемиме нашите капацитети, особено во овој период, кога интересот на граѓаните е зголемен многу во овој регион за вакцинација. Кризниот штаб со барање до здравствените власти учебната година во овој регион да започне онлайн, а потоа да продолжи со физичко присуство. Дополнително е одлучено сите вработени во образовните институции да приложат сертификат за вакцинација со исклучок на лицата кои имаат медицинска потврда или континуирано да доставуваат негативни тестови. Значи ние бараме 3 недели да бидеме онлайн. И после тоа значи да се вратиме на физичко присуство, како за сите, така и за нас. Ние како штаб за Тетово, до почнување со физичко присуство, ќе ги исконтролираме уште еднаш сите вработени во училиштата дали завршиле минимално со првата доза на вакцина. Тие што не се вакцинирани, откако ќе почне физичкото присуство во училишта, ќе бидат обврзни секој 72 часа да донесат доказ на тест негативен па да продолжат да работат. Инаку во изминатото деноноќие во клиничката болница во Тетово имало 5 починати лица по компликации од COVID-19, 208 амбулантски прегледи и 14 нови приеми. Вкупно се хоспитализирани 121 пациент, од кои 6 се вакцинирани со една доза, додека 5 со 2 дози.